Главна теза беше дека предметите застаруваат затоа што судиите ги држат во фиока и не сакаат да ги судат. И дадов неколку примери во јавност. Значи, вие имате еден застарен случај, мислам, стар за јавноста случај, Мажар Телеком. 12,5 години беше суден, немахме ни првостепена пресуда. Имавме предмети од така нареченото СЈ на времето, кои беа судени по 7 или 8 години, нема правосилна пресуда. И сега, ако мислите дека уште 7 или 77 години да им дадеме на тие и такви судии, дека ќе го завршат предметот, се лажеме сите ние. Притисокот беше, дајте да им кажеме, ова ви е рокот, а оној кој тоа го крие во фиока или не сака да постапува, значи дека или е корумпиран или е жестоко притиснат од центри на економска и политичка моќ и треба да сноси санкција. Таквите судии не смеат да бидат повеќе судии. Тоа беше целта, идејата, резонот беше. Инаку, ниеден предмет не е застарен после 2-3 месеци, да само што почнат и не им даде шанса заради, односно парламентарното мнозинство не им даде шанса. Не постои предмет кој е застарен, а да не е минимум од 2015 или 16. Септември 15 беше направено СЈ, од тогаш одат сите овие големи крупни случаи познати во јавноста и замислете 2023 4 дојде, 8 години, 9 години потоа, ништо од тоа не е одсудено, никој не е во затвор. Овие што тоа е пародија, тоа не е затвор.